Dear Mr. Tom Puza, President at Telamon Industrial Solutions, почитувани господин Đorđe Trenkovski, директор на Теламон Европа, почитуван градоначалник на Газибаба, почитувани присутни, почитувани вработени на Теламон, дами и господа. Прво би сакал да изразам навистина голема благодарност до компанијата што одлучи за влегување во нов инвестицијски циклус, затоа што тоа зборува за довербата која странските инвеститори ја имаат во нашите економски политики и потенцијал. Во неговото полно, стабилно и предвидливо деловно обкружување кое неуморно работиме да го одржуваме и го напредуваме. Воспоставивме економска структура за привлекување на нови инвестиции која навистина функционира, испорачува резултати. Минатата година бележиме историски рекордна вредност на странски директни инвестиции во износ од 753 милиони евра, што е за 2 пати поголемо во однос на 2016 година, а кои за граѓаните отворија нови 2300 работни места. Преку нови инвестиции создаваме услови во кои ќе имаме задоволни граѓани кои ќе работат во компании овде во државата, а не надвор од неја. Бројката на вработени само во технолошко-индустријските развојни зони веќе надмина 17.000 наши сограѓани. На овој начин забрзано економски растеме и се развиваме заедно со брзо растечките глобални етаблирани компании кои своите економски успеси не ги темелат на ефтина работна сила, туку на знаење, иновативност и технолошки напредок. Владата постави системски основи на економски раст и развој. Довербата на инвеститорите ја стекнуваме преку стабилни и транспарентни правила за поддршка на инвестициите, содржани во планот за економски раст кој беше усвоен во 2017 година. Во 2018 година токму ова беше препознаено од страна на Теламон, светски етаблирана компанија во автомобилската индустрија, која својот кредибилитет го има изградено преку деловна соработка со 29 автомобилски брендови, со постојан развој и воведување на иновативни и напредни технолошки решенија во производствените процеси. Успеавме да воспоставиме систем на привлекување и поддршка на инвестициите, кои ги препознава и задоволува дури и специфичните потреби на автомобилската индустрија за долгорочни договори и бизнес процени. Преку планот за економски раст, Теламон доби цврсти основи за долгорочен раст и одржлив успех на глобалните пазари. Тоа е довербата која успеавме да изградиме кон оваа индустрија и затоа денес сме овде на свеченото отварање на нов производствен погон од 2100 метри квадратни, во кој како дополнение на постоечките 200 вработени, проектирано отварање на нови 300 работни места со плати повисоки од просечната плата во нашата држава. Досегашната инвестиција од 5 милиони евра во бизнес плановите предвидено е да се зголеми на 8 милиони евра. Во насока на поставувањето на нови и поцврсти темели на поддршката која ја даваме за домашните и странските инвеститори, ќе го споменам и за прв пат воведувањето на првиот дигитален асистент, така наречен АДА, базиран на вештачка интелигенција, кој одговара на прашања поврзани со условите за инвестирање и начинот на добивање на државна помош. Почитувани, влијанието на оваа инвестиција на Теламон може оди многу подалеку од непосредните економски придобивки што таа ги носи. Затоа што има потенцијал да предизвика бразновиден ефект кој ќе поттикне понатамошни инвестиции, ќе подобри нашата севкупна конкурентност на глобалната сцена. Високо напредните технолошки инвестиции ни се потребни, бидејќи ја зголемуваат конкурентноста, отпорноста и приспособливоста на економијата
на динамичните и променливи пазарни услови и глобални предизвици. Кога една инвестиција со себе носи експертиза, иновативност, дигитализирани процеси, истражувања, тогаш се создаваат можности и локалната работна сила да се стегне со нови вештини и знаења, правејќи ја долгорочно конкурентна во пошироки регионални и глобални рамки. Оваа нова инвестиција на Телamo означува ново поглавје во плодното партнерство кое го почнавме во 2018 година, а кое несомнено носи економски и социјални придобивки за сите граѓани. Владата преку своите политики за поттикнување на нови инвестиции подготвена е да продолжи да ја дава сета потребна поддршка и да создава средина што поттикнува раст, иновации и заеднички успех. Ви уверувам дека ќе продолжиме да негуваме економски амбиент кој ќе биде пријателски настроен за вашиот понатамошен раст. Ви благодарам за вниманието и честитки.